Почитувани организатори, почитувани учесници и драги пријатели, дозволете ми најпрво да го честитам големиот јубилеј, 70 години од основањето на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Годинава покрај овој голем јубилеј одбележуваме уште неколку значајни годишнини кои би сакал да ги споменам. Имено станува збор за 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи Крсте Петков Мисирков, без сомнение едно од најзначајните дела за македонскиот јазик, литература и култура, како и 100 години од раѓањето на македонскиот поетски великан Ацо Шопов. Ова е и место и време да се подсетиме дека годинава се навршуваат и 80 години од првиот час на македонски јазик во селото Подвис. По повод големиот јубилеј, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во рамки на своите отворени денови организира серија на вистина интересни настани. Ми представува чест што денес сум со вас на отварањето на меѓународната научна конференција Крсте Мисирков и македонскиот јазик извор на научни истражувања и ќе ми дозволите пред да споделам со вас дел од своите размисли да му честитам на Институтот за македонски јазик што достојно го продолжува делото на Мисирков, активно придонесувајќи за промоција и афирмација на македонскиот јазик. Официализирањето и стандардизирањето на македонскиот јазик започнато уште во делата на Ѓорѓи Апулевски, Јордан Хаџи Константинов Џинот, Партени Изографски, на бројни други културни дејци од 19. век, кулминира со дејноста на Крсте Петков Мисирков. Неговото дело за македонските работи е основата врз која се поставени современиот македонски јазик, азбука и правопис. Мисирков има особено значајно место во нашата историја како знаменит научник, славист, историчар, етнограф, аналитичар на национално-политичките проблеми, публицист, собирач и проучувач на македонското народно творештво. За неговиот живот и дело се напишани многу страници и од наши и од странски автори. Факт е дека станува збор за комплексна личност, која што живее во сложени и тешки времења, исполнети со војни, политички превирања и пресврти. Во неговиот животен пат се надзираат сите тешкоти со кои еден интелектуалец се соочува низ балканските премрежија. Личност која, остварувајќи се како научник, во исто време се бори и за својата екзистенција и е во потрага по личната среќа. Кај Мисирков постојат и спротивставени ставови и гледишта различни од тогашните конвенционални стојалишта, но и промени во неговите убедувања и погледи со текот на времето. Особено интересен неговиот однос кон македонската револуционерна организација и отворената критика на нејзина сметка. Во секој случај, неговата личност и дело заслужуваат постојано внимание и истражување, а токму научните собери како денешниот се еден од најсоодветните начини. Почитувани, постојано истакнувам дека е важно научната јавност да не потпаѓа на притисокот на дневно политичките настани, чувајќи ја својата автономија, достоинство, објективниот и критичкиот пристап во проучувањето на историските и актуелните феномени. Токму научниците, писателите, уметниците се моралната и естетска вертикала, која го чува интегритетот на човештвото во овие времења на виртуелна реалност, моделирана од новите медиуми и социјални мрежи, каде што честопати формата е побитна од содржината. Важно е да го чуваме сознанието дека нашето постоење, јазик, уметност, култура, нашиот светоглед, не постојат затоа што се верификувани од другите, туку затоа што се јадрото, самата суштина на нашите животи, која ни овозможува траење низ времето и просторот. Во таа смисла, и како минато, и како сегашност, и како иднина, Мисирков и за македонските работи биле и остануваат да бидат стожерот на македонскиот јазичен, национален и културен идентитет. На крајот дозволете да ви посакам успешни и отворени денови на Институтот и успешна конференција, исполнета со провокативни излагања кои ќе понудат нови аспекти на историските вистини, настани и нови толкувања на познатите историски вистини и настани. Почитувани пријатели, јасно е дека наспроти глобалните процеси кои од мноштвото сакаат да направат едно, сепак на овој свет обстојуваме најмногу затоа што сме македонци кои зборуваат на македонски јазик. Благодарам.